Зошто ве викнавме заедно? Затоа што вие над 30 години, тука имавме мала дебата дали се повеќе од 30 години. Да, повеќе од 30 во секој Околу случај. Од четврт 15 веки почнавме така нешто, па Така нешто. млади Сега сме. добро да не ве пресметуваат веднаш со Затоа години. од Да, а 15. знаеш дека и тоа е обратно пропорционално. Например, Ама дека сте толку долго време заедно и дека како и секој добар пар или комбинација почнувате во гаража. Како се случи да вие почнете да влезете да во неизбежно масонска приказна зборувачки. во гаража не смее да почне Кој друго. знае како Не, не не споја? Не знам, тоа требаше да се чита некој машки и женски глас, беше тоа баш пред 30 години. Чекај, само да ставам атмосфера, значи амбиент. Скопје го нема булеварот Теодоси Голованов. Таму се две ленти. Партизанска исто е паркирана. Значи малце потесно изгледа цело Скопје и нема толку многу. Не, сега малечки, ова беше во Тафталиџи една малецки гаража. куки, во Тафталиџи има само малецки куки. Во Девар Мало не постојат згради на 4 спрата. Сите се куки со огради и грмушки. Во такво кукиче, само кај Млечен, кај беше тоа негде. Не, на кај Тафталиџи, Да, тука негде кај по Тафталиџи. стачињата се, не ми текнува, али Одамна беше. да. Значи, исти да, беа беше сите. одамна и дури не знаевме која гаража, пошто тоа бе оние гаража во низ. Нели Да, има да, таму да. едни гаражи во низ. Не, едно по друго сите исти. Комунизмот, И доаѓа архитектура, еден нешто. музички уредник, не е битно, и вика, еве, ова е Викса, ова е Марга, здраво, здраво, и нели гаражава не може да сутри, него ние со влечење гаражи вратата. Да, така Со се отвараш, шкрипе гараж. вистина е, Него лимена натре- голема врата. Тоа беше гаража, точак, паркира, не знам, Аха. гуми, не знам, нешто од станот, зимница, не. И еден ќошка што има на еден сталакот вака се клацка целиот, и еден микрофон, убав микрофон, ама нема ништо, не е... Имаше добар микрофон за тоа време и ама добра немаше, миксета, а како тоа не беше беше клучно. а веројатно беше беззвучно, мислам беше така како А глуба кој соба. беше уредникот, ако не Не е е тајна? битно кој беше уредникот. Зашто не е битно? Зошто може ќе ни потврди ќе? Вака гледај, Скафи, Кој беше? имаше неколку студија и да ги пофалиме. Скафи, студио, не знам дали се уште постои, ама го поздравувам човекот, каде и да е. Имате Митевски исто почна многу лудо. Во Капиштец пред Лив. Да, тоа е на Роберт Саздов. Мислам дека Не, тоа беше на Вини. тоа е на Радио Радио Уно. Уно. Значи има 4-5 студија и во потоа почна Александар Митевски, денешното Торус. Снимавме кај кино почнато култура во едно као- студио во еден подрум. Како, види, ова се гаражи, Ама подруми. ова Гаражи за која подруми. точно станува, многу ме Ова интересира. точно станува- Музичкиот уредник. Епа, не, музичкиот уредник е тој, што го ти го зборам јас, тоа е Скафи. Тоа е тој каде сме ја Добре. снимиле првата реклама. Знаеш што беше многу чудно, не ти го зијам муаветот, ќе ти го вратам, дека текстовите за реклама не беа како денес ја читам, она чита и некој не монтира и прави Ни како дали што ни треба. даваат текстови, само Туку телефонот во ни го исто време, кажува. да, во исто време зборува Марга, зборувам јас, она се синхронизира. Јас се и тоа треба да трае некои 30 секунди, што беше волшебство. И на крај човек го зима материјалот и сега почнува да го спојува со музика, ама нема компјутер Soundforge, такви финти некои. Сега Лентаж. од еден касетофон снимениот вокал, од друг касетофон ќе оди и она што е музика, а на трет ќе го снима. Отпад Добре. како сакаш на квалитет, но за тоа време било Да. врвот на тоа што можеш да го доживееш. Значи јас ти кажам, она амбиентот убаво го опишам, меѓутоа технички, тоа Но тоа беше Уредите само беа почетокот, да, тоа беше само почетокот затоа што потоа јас се сеќавам дека ние работевме тогаш во приватните радија, јас почнав во Радио Нома и имаше во македонска телевизија значи аудиции, се правеа аудиции со тоа што се праќаа гласови од различни радија, сите радија си праќаа своји гласови, каде што ако треба да се снима за комерцијален бренд, значи те праќаат како глас имињата никој не знаеше како имиња. Председател Ние треба да си бевме- на општина, председател да, ние најмалце, бевме да спасиш две баби. тие кои што на го пазар. праќаат само гласот. И потоа они одлучуваат, мене ми се случило неколку пати на аудиции, дури за еден од телекомуникацијските оператори, се праќаше гласот во странство, за да може да видат они дали е питко, како Да, дали ќе помине. Тоа беше во многу стари времења. И ако добиеш на аудиција, ако победиш, тогаш те купуваат да го работиш тој бренд. Не беше како сега и дојди Тоа ти, 2 ајде, недели дојди ти. трае Тоа договарањето. траеше. 2 Добро, недели веќе најмалце. и се унапредиле веројатно, па знаат чив глас ќе биде добар Не и сме се Тоа само башка, напредиле, тоа тоа башка. беше, не е баш тоа така да се напредиш, значи тоа се работеше толку темелно што доаѓа режисери од Белград, јас се сеќавам од Загреб, имаше каде што Нашите не се- обучуваа, да, и нашите беа па- супер, меѓутоа се викаа тоа луѓе што- професионалци. Да, тоа што види, тоа За да што го- денес го правиме на видео и на Messenger и на некои други апликации за брза комуникација, порано стварно беше ке треба да дојдат луѓе, па ги слушаш на телефона, ама сепак е тој фиксен и не знам како да речам, ама еден збори.
Значи целосно беше тој систем на снимање, едно беше водење, друго беше многу беше тешко. Ова што го работевме, јас и Викса тогаш и уште неколку наши колеги од тоа време, кои што кога почнувавме, да, значи апсолутно беше многу тешко заради тоа што од нас се бараше ние апсолутно зборувавме македонски литературно. Не поминуваше поинаку. Не поминуваше сленг, не поминуваше уличен говор, значи не постоеше тоа во реклама, не смееш, едноставно не смееш. Прво, второ мораш да го изглумиш, ти не знаеш да го глумиш, значи мора да дојде режисер. Затоа што друго е кога ти водиш на програма. Јас велам најмногу сум научила на почетокот од тие луѓе кои што ни ги даваат тие смерници. Бидејќи веднаш ќе ти се јават, затоа имаш уредник, имаше максимална хиерархија кога работевме во радио. Значи има човек кој те слуша и кажува вака не, вака да, кој што ги следи песните оваа да, оваа не. Значи имаше некаков тип на супервайзинг кај што те носи, значи тој ти е оној и ти го кажува тој гайдлайн сега лево, сега десно, сега немаше ваков тип на хаос, се може, се сакам, сега вака треба, овие ќе ме слушаат. Не, се знае зашто те слушаат, кој те слуша и така натаму.